овие комисии што се одбрани за проценка на штетата имаат рок од 30 дена да направат проценка и воедно и записници. По формирањето на записниците се прави елаборат и вкупен збир на штетите, за да се достави што е можно побрзо, односно во законскиот рок до Советот на општина Прилеп и градоначалникот да може што побрзо да бидат обештетени земјоделците. Че се испрати и барање до влада, која влада си има второстепена комисија, нормално дека и Министерството за земјоделие ќе додели некои дополнителни средства на земјоделците за да ги обештети. Комисиите имаат обврска после законскиот рок, односно од 3.8.2018 година да излезат на терен, да извршат проценка на терен, да изготват елаборат во рок од 30 дена, кој што преку Министерството за шумарство и водостопанство го доставува до владата на Република Македонија и владата на Република Македонија ќе изврши обештетување на оштетените земјоделци. Со оглед на тоа дека се зафатени голем број на површини и се офатени голем број на жители кои што се занимаваат со овие земјоделски култури, кои што се основна екзистенција, Советот на општина Прилеп на предлог на градоначалникот после изготвениот елаборат од страна на комисијата за проценка на штета, во рамките на можностите на буџетот на општина Прилеп ќе изврши обештетување, односно ќе оддели дополнителни средства од рамките на буџетот на општина Прилеп за обештетување на овие земјоделци. 90% е уништено. Толку нема што да се бери поиќе, нема. Завршена е бербата со него, со тутунот. Во пари е многу, некаде околу 9-10.000 евра скоро ќе рачунам да земам 2 тона и кусур унесувам тутун секоја година јас во просек. 10.000 евра негде сум во загуба. Пријавивме штета, очекувањето се многу мали, код досега не се добило ништо, ни од сега. Проценките различно зависи од годината. Од 7-8.000 евра па долу не сум. Друго, во врска со тоа, еве чекаме, направи една проценка на првиот пат, на првата градобитнина, чекаме извештај, да, не, од невременски услови да се, ја немам да заменам никогаш. Пред 2 години беше исто така, немавме ништо обештетување. Се надеваме во секој момент дека ќе биде нешто подобро, ама дур не видиме, ништо не можем да кажем.